Не беше тогаш се уште во составот на Еврофранпелистер. Еве го првиот обид и погодок за Матија Николичка. Цврсто едните и другите во одбрана. Филип Кузмановски, Тајник, па Цехте. Еве го Тајник, освои простор и реализира Домен Тајник. Одбрамен играч, па еве го Карапалевски уште еднаш за прв пенал за Вардар. Ја користи својата брзина, излегува далеку од просторот од 6 ракометарите на Еврофранпелистер и крај Павле Атанасиевич успеа Карапалевски да мине. Ова ќе биде 46-ти пенал за Вардар во оваа сезона. 13 промашени, 32 реализирани. Срдановиќ има 20 од 28 и тоа е прв пеналџија на вање за битолскиот клуб во овој дел од сезоната. Еве и зошто. Прв гол за Филип Кузмановски, 11-ти во нашиот шампионат, меѓутоа велам дојде во доцна етапа од есенскиот дел. Уште еден пенал. Број 2 за Вардар. По пробивот на Срдановиќ. Сега топката ја зема Џукич и тој знае да изведува пенали. 32 гола даде во оваа сезона, меѓутоа поретко шутира од Срдановиќ, има 1 од 2. Реализира Карапалевски. Еве го Николич, интервенција на Гетбан. Прва одбрана за кој било од голманите, ако не ја сметам она на почеток на Томовски кога беше амортизиран шутот и еве го Цехте на спротивна. Кузмановски тргнува сам, иако имаше простор да проигрува за Пешевски, не беше тоа лоша идеја, се одби за Цехте. Николич, па Јагориновски, од него се очекува одлична асистенција за Лазаревски. Прв македонскиот репрезентативец Милан Лазаревски, 52-ри во оваа сезона, 11-ти во пресметките со Еврофранпелистер. Тој е еден од најдобрите, но веднаш враќа Еврофранпелистер. Цветецки, крената е повторно раката на судиите. Вардар бара брзо решение, еве Зицер за Јагориновски. Најдоа Цветан Кузмановски на другата страна, па Филип Кузмановски, еве одбрана на Томовски. Карапалевски уште еднаш. Николич, повторно е крената раката на судиите и Николич мораше да шутира, изнуден. Обид, сигурен, гол број 2. А 10-ти во пресметките со битолскиот состав оваа сезона, но Филип Кузмановски. Ор погодок. Не чекаше многу, тргна сам на завршница, ново изравнување. Еве уште еднаш Кузмановски во спротивниот агол. Карапалевски. За Јагориновски, брз шут и реализира. Втор гол за Томислав Јагориновски. Еве презема на себе одговорност и ке мора, затоа што Вардар води 7-6. Еј! Шо играте, кој курат бе? Баскет! Кој добија топка? Тој е ракомет! Тој е ракомет! Тој е ракомет! 15 пати ме гледа во битање, мене! Пушти топка таму! Назад! Враќајте се ни братбан центар со Мишевски! Бегајте таму на лева страна! Ти треба светлоста година да се сетиш! Разбира. Цехте, па Борзаш, крстување, има позиција, Борзаш. Прав гол, повторно Борзаш, уште еднаш Цехте. Борзаш од место. Еве што значи кога тој реализира, кога Филип Кузмановски претходно пробива во Вардаровата одбрана, тие имаат по 2 гола исто како и Цехте. Николич па Карапалевски. Јагориновски, еве го Николич, сега тој има простор, убаво вкрстување на Вардаровите бекови. И за Николич гол, удар од 7 метри за Радивоевич. До сега 7 од 10 во сезоната, во лигата на шампионите, односно во домашната лига. Додавање за Јагориновски, направи простор, меѓутоа во пречка. Нема интервенција за запре Марко Срдановиќ во неговиот обид. 21 од 29 се интервенциите, односно промашувањата или реализацијата од негова позиција. Сега Филип Кузмановски. Негов трет гол. Прв од време, веројатно за да напаѓа, да игра и на другата страна на теренот, па Лазаревски сега, но на време фаулиран со тоа што ќе има исклучување. Силен е Лазаревски во овој дуел и токму Петровиќ и се силите на теренот, за тоа што пелистреци напаѓаат со 6 мина, празна е мрежата. Филип Кузмановски бара простор и го наоѓа, еве го Радивоевич, меѓутоа Томовски интервенира. Време за Ненад Костевски, ако им бидат поделени минутажите во ова дерби
И Коштевски игра во вториот дел. Кузмановски успева. Гол број 4 за Филип Кузмановски. Предноста е за Еврофарм Пелистер. А уште еднаш Николич. Пак против Василев. Додавање за Лазаревски. Втор гол. Ја собрат. Видиме дали има последици за Карапалевски кога Вардар ќе напаѓа. Убав обид за Цепелин. Атракција на Еврофарм Пелистер. Не успеа докрај да ја завршат акцијата Цехте и Филип Кузмановски, меѓутоа ова ќе биде трет пенал сепак за пелистерци. Кузмановски баунпа од оваа позиција и тоа може да биде проблематично за Вардар во оваа акција. Јагулиновски презема одговорност. Трет погодок за македонскиот 5 од 5 досега од оваа позиција во сезоната. Даде 15 голови. Но Томовски, Николич, тој ќе треба сега да организира, па Јагулиновски за Лазаревски успеа да се стабилизира, да ја прифати оваа топка. Трет гол за репрезентативниот пивот, се жали на повреда. Милан Лазаревски одигра одлично европско првенство, а еве покрај погодокот се избори и за исклучување. Борзаш оди надвор. Голманот Лесјак, ево Кузмановски е под принуда. Значаен гол за Филип Кузмановски, број 6. Едноставно немаше друго решение освен да завршува сам. Гледате од контрастрана. Ево сега Тајни. Индивидуално. Повторно далеку се Вардаровите играчи и крената е раката на судиите. Гориновски тргнува сам, додава одлично за Лазаревски. Еве го Лесјак. Прва интервенција за Урбан Лесјак. Втора за екипата на Еврофарм Пелистер. Протестиране Дановски, некој добива 2 минути на клупата на Вардар, веројатно. Вардарци беа трпеливи да ја изградат оваа акција до... Еве шанса Тајник. Гол број 3. За разлика од Вардар, Еврофарм Пелистер. Мишевски за 6-ти гол во оваа сезона. Тој е главно дефанзивец, но погодува во вистинско време. Тајник уште еднаш наоѓа простор. Мајсторија Домен Тајник планира таков резултат во Ракомет, освен ако не дојде последната минута за таков начин. Не бе одземена топка, но треба да има контра и погодок Василев. Не е запрена играта. Овој гол предвид досегашниот тек на овој меч е навистина голем. Сега Василев уште еднаш, меѓутоа сметаше дека е празен голот и ја додаде. За Вардар на терен е Петрич. Николич успева да се пробие. Вардаровиот чувар на мрежата, но Лесјак сега не дозволува противникот да намали на еден гол. Па Тајник повторно пробива. Пети гол Домен Тајник. 17 и Вардар во октомври, еве 5 и на овој меч. Не стигнува топката до Лазаревски. Еве сега шанса Еврофарм Пелистер да дојде до уште еден лесен гол. Кузмановски, меѓутоа Томовски интерес. Лесјак значајна улога. Петрич, бара позиција, еве го Лесјак. Неговото искуство Еврофарм Пелистер. Кузмановски се крева за шут, па спушта. И сега уште еден обид на Кузмановски со доза среќа. Еве погодок број 7 за Филип Кузмановски. 18-14. Ето владување е Лесјак. Карапалевски, па Петрич, ја испушта топката. Тргнува контранапад, Цехте, еве шанса, Цветан Кузмановски. 19-4. Со Карапалевски е се во најдобар ред. Повторно на работна грешка, но еве сепак додавање за погодок на Николич. Тој е 3-4, очекување него, најма него, тој се шири. Ако карате 3-4, ако можеш ќе дај Тајник, ако не му даваш него, сега ќе биде и ти кажи го, ала, јасно. Одбрана треба, само чиста контра трошете време. Одбрана само бусто, прекнете, сете, ако игра таму страната, овде помоши. Да ја спречи акцијата на Еврофарм Пелистер, го блокира Тајник, но еве додавање Пешевски. Силно погодок за Жарко Пешевски. Прв кој Вардар, нова неволја. 5 разлика. И се пробива сега Карапалевски, еве го неговиот прв гол. Се придеше многу за него, меѓутоа еднаш Петрич тргнува крај Василев.
па еве сега успева да пробие таму. Борзаш, Тајник, уште еднаш Цехте и погодува Нејт Цехте. Одлично крстување за трети од 8-2, што за сега го решава дербито. Родригес за Лазаревски и погодок број 4. За вечерва нема да има толку погодоци. Еве пенал, повторно Домен Тајник. Нема нешто што не може да направи Тајник во ова второ полувреме, да изводи пенал, да асистира, да погоди. Веќе има 6 погодока, 6 голови, што е рекорд за него во оваа сезона. На ниту еден друг надпревар не даде 5 погодоци, а против Вардар е исклучително инспириран, особено во Битола. 5 гола во октомври, еве сега 6. Ова е за да добијат аплаус на отворена сцена од публиката во салата. Тие беа во клубот во 90-тите, сега работат во младинските категории. Овде најверојатно има исклучување. Или пак само 9 метри, фаулиран беше Јагуриновски, нема исклучување. Од тук овој блок, сепак Џукич, ова требаше да биде изненадување, во блокот Џукич на Борзаш преживеа Урош Борзаш, белки не беше ова во глава. И еве први искри во дербито, еве го овој шут. Во глава сепак, меѓутоа немаше, се разбира, намера од Џукич, па Радивоевиќ таму нешто во дуел со Хансер. Родригес апсолутно нема потреба. Топка за крило, тешка позиција, Гоце Георгиевски влезе на местото на Џукич, кој што е исклучен. 22 гол за повторно Тајник. Ова е тешка позиција, но каков шут, нервите да попуштат. Карапалевски. Вардарци одамна се во период кога мора да погодуваат ако сакаат да направат притисок на противникот. Еве го Георгиевски со мала провокација кон голманот Лесијак. Во вториот гол за Георгиевски. Може би сега тргнува Цехте. Еве го Нејт Цехте. Гол број 4 веројатно за точка на овој надпревар, иако фаул 2 за Срдановиќ до сега на овој меч. Еве подавање за Цехте. Уште еднаш Тајник. Не успеваат вардарци да пресечат. Еве Зицер за гол, за точка на надпреварот. Погодок за Филип Кузмановски. Број ваква победа, меѓутоа далеку од тоа дека нешто е завршено во оваа сезона. Радивоевиќ. Гол број 2 за 27-20. За 19-14 ја заврши работата. Не може Николич, па не може ни Гоце Георгиевски. И уште еднаш Урбан Лесијак за голема победа на Европан Пелистер. Со две интервенции Лесијак за конечни 27-21 за крај на овој надпревар во голем стил и за голема радост на битолската публика. Убаво големо дерби во кое што долго време тешко едната или другата екипа се одлепуваше практично таму некаде до 40-та минута. Само една разлика и кога прв пат даде 3 гола поред Европан Пелистер и кога продолжи да игра константна одбрана, успеа да